Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за професијата акушерка, колку е важна обуката и надградбата на знаењето, но и како да се мотивираат младите да бидат акушерки. Мои денешни гости со кои ќе разговараме на оваа тема се Тања Трајковска и Сања Буклишева, дипломирани акушерки од Клиниката за гинекологија и акушерство. Добре дојдовте во Добриот доктор. Добро најдовме. Еве веќе споменав во најавата, нели не е само да се заврши средно образование, па веднаш да се влезе, да се работи како медицинска сестра, колку се важни тие обуки, тоа надградба на знаењето во професијата акушерство? Континуираната едукација, како и надградбата, е исклучително важна за нас акушерките, затоа што нели медицината секогаш се развива. Новите техники и пристапи во грижата на трудницата нели на родилката бараат да бидеме нели рамо до рамо со самите истражувања. Затоа е многу битно акушерките да ги посетуваат тие симпозиуми, да ги посетуваат тие практични работилници, бидејќи на тој начин можеме нели да пружиме на висок процент на голема безбедност во грижата на како кај мајката, така и кај новороденото. Во контекст на тоа би сакала да најавам и проектот кој што е поддржан од Грчката амбасада во Скопје. Истиот тој значи вклучува 29 акушерки кои што ќе бидат дел од оваа обука, а програмата се заснова на теоретски и практичен дел на Универзитетот на Западна Европа во Птоломеја, Грција. Програмата со која што ќе се стекнат нели акушерките со знаење се напреднати клинички вештини во породувањето, во кои што се опфатени и делови кои што ги работиме и делови кои што не ги работиме од типот на породувањето нели во вода. Истото тоа е организирано исто благодарение на Националното здружение за медицински сестри, техничари и акушерки во Скопје, а поддржано од катедрата за акушерство на Универзитетот, претходно што го споменав, на Западна Македонија. И овие 29 нели што ќе бидат на таа обука, потоа ќе бидат едукатори? Потоа, значи, после самата обука, кој што ќе поминат, имаат полагање на тест, истите тие може да се стекнат со 5 до 8 европски кредити и со звање на одредена специализација кој што ќе ја добијат со обуката. Значи, еве слушнавме и од Буклишева колку се важни и обуките, меѓутоа еве да ви се постојано да се надоградува знаењето во вашата професија. Да, секако многу е битно да се надоградувате, бидејќи со средно училиште не може да бидете акушерка. Мора да завршите високо образование, кое што е 180 кредити, кое што ќе ве подготви за работата како акушерка, затоа што прва возраста треба да почнете со 18 години да се едуцирате и постојано да инвестирате во себе и во своето знаење. Исто така сакам да се надоврзаме на Сања, освен таа обука, благодарение на Словеничката амбасада. Значи, за среќа пред 2 дена добивме таа информација како нова, па и веќе ја споделам со целата јавност. Тоа што го правиме ние на Клиниката за гинекологија и акушерство, едукација на трудници, нели психофизичка подготовка на паровите за родителство. Словеничката амбасада во рамките на оној проектот кој што е за едукација на медицински сестри и акушерки, кој што го работиме веќе цела година, најде сила да направи уште еден проект кој што ќе биде едукација на акушерките во примарната здравствена заштита, кој што исто така ќе може сите оние вештини кои што ние ги имаме на клиниката во смисол на едукацијата на родителите, да ги дисперзираме понатаму во примарната здравствена заштита и да заживеат оние советувалишта за трудници од почетокот на бременоста па до крајот, затоа што во сите ние акушерките сакаме една здрава трудница и едно здраво поколение. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават и да се вклучат во живо на нашата денешна тема. Еве споменавте кои се тие некои нови трендови, нови техники кои што нели дел велите дека ги работите вие, дел доправа нели може да се доусовршат, па го споменавте породувањето во вода. Дали тоа се смета како некој нов тренд, нови современи техники кои што може да заживеат и кај нас?
Тоа вака во европските земји знаеме дека и породувањето нели во вода исто и породувањето дома кое што може да се изведе во вода, нашите колешки го се специализирани нели за истото. Меѓутоа добро е ние да земеме нешто да го имаме во предвид, затоа што се надевам дека во иднина би можеле ние да го спроведеме истото кај нас на клиниката. Во однос на породувањето знаеме дека како тренд во светот е веќе спонтаното нормално породување. Со тоа што нели како што спомена Тања, на клиниката знаеме, мислам и кажано е дека од 1 октомври нели почнавме со психофизичка подготовка на трудници. Зошто е тоа битно? Битно е затоа што самите трудници кога доаѓаат, тие се веќе спремни. А акушерката е таа која што ги води нели низ целиот процес. Едно тоа, второ, значи осеќаат сигурност кога ќе дојдат, знаат низ кој процес поминуваат, значи со помош на дишење, со помош на позиционирање, со помош нели на самото фактички помагање на самото породување, нели во насочување на напоните кога тие нели треба да станат идни родители. Така. Еве да се надовразам на ова што го кажа Буклишева. Да, кога веќе ќе треба да бидат нели да се породат, веќе знаат. Меѓутоа вие споменавте тие нови обуки ќе бидат психичка подготовка од самиот старт на бременоста па до крај. Колку е важно уште од самиот почеток самата трудница да знае се што ја чека? Многу е важно, затоа што прво нели во овој свет на дигитални технологии трудниците многу и читаат, но никогаш треба да го избалансираме тоа прочитаното со она што е вистината подкрепена со докази. Значи треба трудницата да се води од самиот почеток на бременоста, во смисол на исхрана, во смисол на според низиниот body mass index каква храна треба да внесува, кои се животните навики кои што треба да ги практикува за една здрава нормална бременост и едно здраво породување. Исто така и во целиот тој процес треба да се подготвува за самиот чин на породувањето, заради тоа што истражувањата велат дека најголемиот страф е од непознатото. Ако вие не знаете што ќе се случува со вас, нормално е дека се плашите од тоа што ќе се случува. Па слушате 300 разни муабети, колку тоа боли, како ви кршат коски, многу небулози кои што ги читаме и ги слушаме. Најдобро е професионалец да ја води трудницата низ целиот тој процес, за да се заврши онака добро како што треба, затоа што верувајте дека операцијата се прави само тогаш кога е потребно, кога навистина е загрозен животот на жената или новороденото. Сигурно и нашите гинеколози се согласуваат со тоа што ние го прокламираме, тоа е природното нормално спонтано породување таму каде што е возможно. Така. А од ова што ви започна нели таа новина на клиниката од почетокот на овој месец, каков е интересот и дали мислам се зголемува, се прашуваат, сакаат да дојдат на тие подготовки, обуки трудниците? Така, значи, уште од самиот старт имавме направено 5 групи од 6 трудници и самата просторија захтеваше да бидат 6 трудници. Меѓутоа од овој месец го прошируваме бројот затоа што заинтересираноста е голема кај трудниците и мислам дека најдобро е покрај нели трудниците да доаѓаат нели нивните партнери, сопрузи кои што исто така знаат да алармираат на денот кога би дошло нели чинот за породување, за да ја донесат на болница, кога треба да дојде на болница, кога треба да биде хоспитализирана. Дали доаѓаат само овие што се во третиот триместар или има како е распоредено? Еве, од овој месец значи имаме 2 трудници, мислам 2 пациенти жени кои што не се трудни, меѓутоа сакаат да бидат трудни и сакаат да присуствуваат уште сега на тие часови. За психофизичка подготовка, за да знаат. Така. Еве сега кажавте нели колку се важни обуки се, меѓутоа колку младите покажуваат интерес за вашата професија, но и што е пак тоа што ги одвраќа да не станат акушерки? Па за среќа можам да кажам, сигурно Сања ќе се согласи со мене, бидејќи ние двете водиме практична настава, интересот е голем кај нашите идни колешки, повеќе сакам да кажам идни колешки отколку наши студенти, сакаат да го впијат она знаење кое што ние сакаме да им го дадеме, кое што можеме да им го дадеме стекнато со годините.
А што ги одвраќа? Ги одвраќа тоа бидејќи професијата е навистина тешка. Одговорноста е голема, одговарате за 2 живота, имате 2 живота во своите раци, треба да сте навистина подготвени за еден таков предизвик како што е акушерството. Но сепак ќе кажам за среќа и ги охрабрувам сите оние кои што ја сакаат оваа професија да се запишуваат на универзитетите широм нашата држава и да завршуваат оваа благородна професија. Во превод што значи оваа практична настава што им ја држите на младите, нели, кои што сакаат да продолжат оваа професија? Практичната настава, каде што предаваме јас и Тања, значи ги опфаќа предметите со кои што ние работиме фактички на оделите и тоа се акушерските неги, тоа се патронажите, тоа се гинеколошката нега на трудница со гинеколошки болести. Го опфаќа сето она што каде што ќе дипломираат, ќе се соочат, нели, и ќе го работат истото. И сега, колку вашата професија може да кажеме дека е ценета во општеството? Тешко прашање. Се надевам дека ќе биде поценета. Бидејќи ние самите треба да покажеме колку знаеме. Од нас зависи да ние се избориме со своето знање и со своите вештини, за да можеме да се позиционираме на вистинското место на кое што треба да бидеме. Не секогаш треба да ни биде се дадено. Значи, ние, малку и самите, треба да правиме истражувања во нашата професија и да сето тоа што го работиме да го базираме на докази, да се доедуцираме постојано, да инвестираме во своето знаење и да докажеме дека ние навистина можеме да се грижиме за таа трудница од почетокот на самото породување до крајот, а лекарот да не биде тука само поддршка во текот на самиот чин на породувањето. Или треба да биде тимска работа, како Да, секако. Тимската работа е неизоставен дел од нашата работа. Ние сме тим кој што заеднички треба да ја води оваа бременост, но со многу помалку интервенции потребни од лекарот, со многу повеќе поддршка за самата родилка од нашата страна. Кога велиме колку е цената, секако се набитно и прашањето колку ви е платена професијата, бидејќи нели не сте само со средно образование, туку имате постојано надоградување на вашето знаење, па станувате дипломирани, па имате магистарски, значи колку навистина ви е и ценета и платена професијата? Мислам дека сега во последно време, нели, пошто најавите од Европска унија најавуваат и самите, значи, што значи акушерка. Акушерката, значи, не значи дека е само здравствен работник, туку таа е дел во целиот процес со жената, каде што ја охрабрува, нели, каде што е самата поддржува и со самото тоа, значи, влегува во еден од најубавите моменти во животот, за да се биде дел каде што ние сме први, каде што нели го прифаќаме новороденото, е стварно ценет момент за нас акушерките. Да, тоа е ценет, меѓутоа колку е платен? Би можело да биде и повеќе, меѓутоа со самото ценење, нели, треба и скалата на финансии да би растала. Да, меѓутоа за тоа треба да се избориме. Да, тоа е она што се нели борите како да си го најдат местото. Пред да продолжиме, имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, здраво. Да, повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Сакав да ве прашам за вака ситуацијава, пошто сопругата моја е пред пораѓај. Добро. Влезена е во 9-ти месец. И што како треба вака за ова? Слушав, ама баш не ве да слушував што кажувавте за тоа, за околу пораѓајот, за... Од трети почнуваме. Се јавувате од Скопје? Да, од Скопје се јавувам. Така. Еве, ќе ни повторат, пак ние зборевме дека постојат нели она подготовки на самата клиника која што почна од 1 октомври, меѓутоа еве ќе ви ќе го поканиме господинот и неговата сопруга. Од 3 ноември започнуваат новите обуки на клиниката за гинекологија и акушерство. Бесплатни се за сите. Во првата амбуланта на клиниката за гинекологија и акушерство, каде што сигурно верувам дека доаѓаат на скрининг тестови, да се обратат и да се запишат во групата. Има и телефонски број на кој што може да се јават. Мислам дека ќе го оставиме после во режија. Да, ќе го оставиме во режија бројот. Меѓутоа, еве да се надоврзам јас на нашиот гледач, во 9-ти месец е влезена неговата сопруга и еве сега и тој како сопруг, меѓутоа она што е тоа што треба да го очекува сега кога е веќе влезена нели во тој 9-тиот месец. Па да се препознаат прво симптомите на самото породување, значи да прсне воденикот или да почнат контракциите, ритмични контракции.
При тоа треба сепак треба да дојдат за да можеме да им ги објасниме макар и позициите во кои што може да ги издржат контракциите во домашни услови, да ги научиме кога би требало да дојдат во болница и кои се оние се постапки кои што ќе се направат додека е жената во болница, за да не се плашат од тоа што ќе се случува со нив додека е жената во болница. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. И сега, еве, да се надоврзам, нели, пак и на ова прашање. И самите споменавте, акушерката не е само она која што е во родилната сала, која ќе се роди бебето. Што се опфаќа вашата професија? Многу области. Значи, прво почнуваме од примарната здравствена заштита, од акушерките во ординациите на матичните гинеколози. Тука имаат својата улога во едукација на трудницата од почетокот на самата бремена, не само на трудницата, туку и на другите жени кои што доаѓаат за прегледи во ординацијата на гинекологот. Има многу аспекти, од секој аспект од животот на жената има голем опсег на можности кои што може акушерката да ги работи. Во самата бременост да се грижи за низината исхрана, за тоа како напредува бременоста, да на време се направат сите оние лабораториски испитувања и да ги препорача сите оние тестови кои што треба да се направат. На крајот да се направат карличните мерки, првото од сите ги подготвена жената да се испрати на клиниката за гинекологија, акушерство или ЧАИР или било каден, или одлучи семејството да се води Да, тоа е аспектот кој што го велите кога е акушерката кај матичен гинеколог. Меѓутоа, каква е улогата на акушерката? Вие сте во родилна сала. Колку се повеќе обврски има, нели, во споредба со матична ординација? Во споредба, значи, со матична ординација, нели, со самата сега што ја најавивме психофизичка подготовка, тие доваѓаат од 32-та недела, што значи дека акушерката е дел и кога пациентката, нели, е трудна, со тоа што, нели, ги поминува низ целиот тој процес, часовите ги држат акушерките, нели, од местото каде што потекнува, нели, истата едукација. Во моментот на породување, значи сите тие техники на дишење, движење, позиционирање, напнување, нели, насочување на напоните при пораѓај, како и да не го забораваме овде и постпородилниот период, кој што е многу битен, нели, за самите пациентки, затоа што ние треба исто така, нели, држиме психофизичка подготовка и на психичката состојба на пациентката, како и со едукација за понатаму за нега на новородена, нели, за грижата за самото за себе, позиции на доање, зошто е битно мајчиното млеко. Така да кога ќе си отидат од болницата или од клиниката од каде што ќе се пораѓат, тие треба дома да бидат спремни и запознаени со сето она што ги очекува. Колку е, да се надоврземе, колку е всушност важен и неопходен тој постпородилен период од кога веќе ќе се роди бебето? Многу е важен, бидејќи тука и настануваат и најголемите проблеми. Цица бебето, не цица, колку често треба да цица, како треба да се грижиме за новородиното. Сведоци сме дека се повеќе младите живеат сами и ретко кога имаат некоја дополнителна помош. Битно е да си бидат поддршка еден на друг. Значи, партнерот со супругата, со жената, да заеднички учествуваат во негата и воспитувањето на детето. Да не ги забораваме вакцинациите, кои вакцини се даваат, во кој период се даваат. Значи, се оно што е едукација после породувањето, па си до првата година на едно детенце. Исто така и она психичката состојба на жената, значи поддршката. Во тој период, заради бурата на хормоните на жената е потребна и како поддршка во целиот овој процес. Така. Колку сакаат родилките да ве слушаат, односно и колку прашуваат што се, нели, треба да, што се ги очекува? Многу се заинтересирани да доаѓаат и да слушаат, посебно татковците, идните татковци. Тие се многу позагрижани и многу позаинтересирани. Дури за чудо имаат многу повеќе прашања од самите трудници, што е за нас многу позитивно, бидејќи свесни сме дека таа трудница утре ќе има поддршка, која што е многу битна во семејството. И го споменавте она, нели, дали цица, дали не цица, како еве најлесно им објаснувате дека доколку во првиот момент тоа не се случило, дека не треба да се откажуваат? Да, точно, никогаш не треба да се откажуваат, бидејќи во првиот момент може бебенцето да е поспано, може жената да е изморена,
После првите 2 часа следи еден период на одмор кај новороденото, но следат и други 2 часа во кои што бебето е заинтересирано да цица. Многу е битно да никогаш не се нуди едната града, туку двете гради на секој подој. На тој начин кај жената се создава млечноста и на тој начин нема откажување од доењето. Да, сето тоа им го кажувате додека се уште се во болница на клиника, меѓутоа колку често можеби ве комуницираат и ве барат од кој ќе заминат дома, доколку не им се јасни некои работи што се случува пост раѓањето. За жал тоа е следно на кое што треба да работиме, за да може да не побараат и откако ќе заминат од болница, затоа што сега се разговараат со матичните педиатри кои што и како им помагаат во овој процес. Но следно на кое што треба да размислуваме да бидеме малку поотворени и подостапни, за да може да направиме и едно школо за доење, кое што ќе им помага на идните мајки во доењето. Колку всушност имаме ние доволно акушерки во нашата држава, бидејќи ве споменавте кај матичните гинеколози дека треба да има акушерка, меѓутоа нека и секој матичен гинеколог има акушерка, и колку во тој контекст е важна таа соработка меѓу лекарот и акушерката? Во Македонија во главно, значи не е голем бројот на акушерки, затоа што имавме одреден период до 2021 каде што немавме образованието, значи немаше смер за акушерки, со тоа што се отвори сега на високите на универзитетите во Скопје, Тетово, Штип, Битола, смер за акушерки. Заинтересираноста, значи со првата генерација е околу 18-19 акушерки, а од ова година втора генерација на акушерки имаме 29, што не радува, затоа што ипак оваа професија е професија која што захтева како емоционално, така и психичка стабилност кај самата акушерка, пошто ипак како што кажа преска и колешката Тања, за да се биде акушерка е многу голема одговорноста. Затоа што не е само пациентката во прашање и самиот плод. Така. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Еден голем поздрав од Тања Трајковска. Немам прашања, само сакам да ја поддржавам и еден голем поздрав. Така. Зло случаје. Да, так. На нашата Тања. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето и за поздравот. Ја прашав и Буклишева колку е важна соработката лекар-акушер. И во оние, например, ординации каде што е само гинеколог, не дека тој не знае како да работи, што да работи, меѓутоа колку е важно да има акушерка покрај себе. Многу е важно, тимска работа е. Од една страна, свесни сме дека нашите лекари се претрупани со работа. Акушерката е таа што треба да улесни еден дел од товарот на работата на лекарот. Лекарите секако се занимаваат со комплицирани бременности, наоѓаат начин како таа бременост од комплицирана да ја претворат во колку толку физиолошка. Акушерката е тука кој што треба да се грижи за нормалните бременности, да го симне товарот од лекарот за советување, за исхрана, за облеки, за патување, за хигиено-диететски режим, затоа што лекарот во сета таа работа на вистина нема толку време за да се посвети на трудницата и не би требало да има толку време, бидејќи тука е акушерката која што треба да ги надополни тие празнини, основните празнини кои што треба да се пополнат. Затоа што трудницата треба подготвена да влезе кај лекарот за ултразвучен преглед, за дополнителни прегледи, сето она кое што треба, а после тоа да се врати повторно кај акушерката за едукација. Така. Меѓутоа, еве во родилна сала, колку е важна таа тимска работа гинеколог-акушер? Една од најбитните. Затоа што акушерките ги водат спонтаните породувања, меѓутоа секогаш некаде жената заврши со спонтано породување. Ако се јави некоја компликација која што е штетна по здравјето на самата пациентка и по здравјето на плодот, тогаш значи тука е дежурен гинекологот акушер
кој што е повикан во родилна сала, кој што го следи целиот случај и прави една индикација, нели, дали жената би требало да се заврши со царски рест или со некој друго инструментално породување. Додека тој ги прави тие проценки, која е улогата на акушерката овде? Да ја дава терапијата која што ординира докторот. Меѓутоа предпоставувам и како се вика она да се смири, да се подготви самата трудница, што е она што може да ја очекува, затоа што не секогаш имаме нели најнормална бременост, па се да заврши за 5 минути, многу често се соочувате и со покомплицирани случаи. Така, кога имаме значи компликација, ги имаме пошто нели клиниката, универзитетската клиника е терциерна установа, каде што имаме дијагнози кои што и такако захтеваат терапија и надзор од гинеколог акушер, значи акушерката е тука само како покрај склопот нели на давање на терапија, значи таа е должна исто така да ја објасни што све следува пациентката од типот и да како треба да оди раѓањето се заврши со царски рест. Отприлика они прашуваат а за колку време завршува царскиот рест? Тоа е кај секој индивидуално, нели пошто самиот оператор кога ќе влезе на оперативно поле, значи не знае на што ќе најде. Од типот пошто целата дијагностика која што имаат дел од трудниците ја има во мој термин, меѓутоа дел ја нема. Дали освен нели што разговараат со гинекологот, трудници кои што можеби се уште не се решили или не знаат дали сакаат нормално породување или сакаат со царски рест, да ве консултираат вас што да одберат? Во консултација се консултираат со нас затоа што на пример ако наодот дозволува, ако маткиното устие се скратува, сега не најавено, меѓутоа еве да повторам дека од 1 октомври значи следува и безболно породување за сите трудници, каде што имаме наота пациентките не можат да ги истрпат болките покрај техниките за дишење и позиционирање, тогаш значи се возможува аналгезија од типот на епидурал и спинал во зависност од отвореноста нели на маткиното устие кај самата пациентка. Верувајте дека последниот месец од кога имаме нели безболно породување, пациентките се повеќе сакаат да раѓаат спонтано и се повеќе охрабрени со тоа што они кога ќе ги обезболат знаат да кажат може сега дали да се одморам, да се одмориш кога ќе треба, нели ќе ви кажеме. И се поспремни некако. Значи повеќе сега се оди на кај спонтаното. Од самата болка кој што болката е фактички отварањето. Раѓањето е два напорни, меѓутоа со самата аналгезија, со аплицирањето на самата аналгезија, со обезболувањето, да разјасниме дека пациентката не е целосно обезболена, таа го осеќа напонот, го осеќа притисокот, за да имаме таа меѓусебна комуникација, нели, за да можеме да дојдеме до посакуваниот исход, а тоа е нели здраво новородено. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Имам сна, се породи сега пред еден месец во Скопје. Добро. Во Мајка Тереза. Добро. И отиде во саботата ноќта да се со брза помош. И во понеделникот ноќта се породи, мислам правилно, без царски рез, без ништо, во ред бебето, се. Ама ги пуштија во кој ден беше под 2-3 дена. Ја пуштија. Откој си дојде дома, не можеше на нозете да оди. Ногата, едната целата ја отече и коленото почна сите да и искрвари. Искрвари таја и од тука на болница и направија киратажа. Ама не можеше никако да се смири невестава. Ногата појчи отекуваше. Имаше лекарства, системи, се. Еве, еден месец и фазла е вече, сега почна со ногата да оди. Ама плюс пораѓају, оти не ја дочистиле таму на болница убаво кој се породила. 2 пати кератажа ја правија овде. Така, јас ви благодарам многу за јавањето.
Може ли да настанат такви компликации? Може да настанат, но да сепак тоа не е домен на нашата работа, тоа е работа на гинекологот и на трансфузиолог како веќе отикува ногата, така да треба да се обратат кај матичниот гинеколог и на трансфузиолог да се види зошто отикува ногата. Да, може нешто се јавило може некоја дополнително како компликација која што не е поврзана и со самото породување. Така, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве како последно би ве прашала, се грижите нели вие сте први кои што доаѓате во контакт со новороденчето, па и целиот тој процес на следење на бременоста и па и породилната нега. Колку можете и вие емоционално, емотивно да се воздржите, односно како се справувате со тој момент? Мене ми е многу тешко да се воздржам, бидејќи последниве 15 години работам на оделението за интензивна нега и терапија. Значи со оние најмалите новородени кои што се вистински борци, се борат за живот, ви даваат едноставно волја да и вие продолжите понатаму, затоа што буквално се најголемите борци кои што сум ги видела во животот, ве полнат со енергија, секој нивен успех е и наш успех, секој нивен пат е и наш пат, нормално не сме од камен, ние сме луѓе од крв и од месо, имаме емотивни реакции и сето тоа емотивно не троши, емотивно согоруваме на работните места, но секогаш одиме напред. Меѓутоа и ви дава, предпоставувам, желба за понатаму да продолжите. Така, како што кажав и претходно, значи емоционалната издржливост е една од способностите на самата акушерка. Зошто е тоа битно? Затоа што кога имаме здраво новородено, кога имаме здрава мајка, нели здраво бебе, емоционално и ние сме позитивни. Така, нели, која исцрпеност да имаме, меѓутоа кај нас секогаш, значи немаме спонтани живородени деца, значи имаме и ефемови, што значи мртвородени деца, каде што верувајте тешко е тоа, меѓутоа секако. Еве сега зборуваме за убави работи кога ќе се роди нов живот, ново бебе. Времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам и на двете што бевте мои денешни гостинки и што ве зборувавме за вашата професија колку е важна. Ние благодариме на сите што секогаш ни остава простор. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.